Директорот на Државниот завод за статистика Апостол Симовски избега од камерите и не одговори на прашањето дали по притисок на власта биле фингирани информации за да се представи позитивна економска слика во Македонија. Јавност остана покуса за одговор на ова прашање. Симовски порача да се почека во писмено соопштение, бидејќи имал друг настан. Директора, изјава ќе може? Директорот само кратко да ве прашаме, лидерот на опозицијата Мицковски ве Имаме сега друг настан, молам ќе добиете писмено известување сите. Молам сега сме тука за друг настан, да му дадеме значење на овој настан, ќе добиете сите писмено известување од заводот. Ќе може ли да ни кажете и околу пописот дали нешто да го... И за тоа ќе добиете писмено. Сомнежда за вакво нешто се појават како лидерот на опозицијата Христијан Мицковски, обвини дека поранешни и сегашни вработени во статистика сведочеле дека раководството на оваа еминентна институција по притисок на власта фингира информации за позитивна економска слика. Дирекциите да се фингираат паратоците стигнувале од владата со цел да се обезбедат подобри стартни позиции за обезбедување на средства за финансирање на буџетот и политиките кои ги води власта. Ова е срам и пред меѓународните реномирани институции кои што од тој завод за статистика добиваат навигација при определување на кредитниот рейтинг, а кредитниот рейтинг го користат исто така овие странски инвеститори покрај извештајот на Светската банка Doing Business, дали да инвестираат, дали да поземат пари на нашата држава и така натаму. За ваквите обвинувања Алфа побара став од Симовски во петокот, но тој не одговараше на нашите повици во обид да дознаеме дали навистина биле фингирани податоци од оваа клучна институција.